Задзвоне црвениот телефон, партиските загари, самопрогласеното слободно граѓанство и нивните медиумски слуги се ставија во погон. Со сечење, лепење и монтирање се направи обид да му се продаде на народот уште една лага, а таа е Мицковски извршил предавство. Преспанскиот договор го нарекол брилјантен и ремек дело. И тоа не пред било кого, туку пред меѓународната заедница. Уште да беше вистина ова, ќе беше добро. Но како и секоја лага, така и ова имаше кратки нозе. If Prespa Treaty was masterpiece of European diplomacy, something which is, let's say, brilliant, why we should not replicate this masterpiece for finding a solution? Сами видовте. Прво и основно, во говорот, во видеото, што го постираше премиерот на социјалните мрежи, зборовите брилјантен и ремек дело беа во наводници, што само по себе објаснува во која смисла се кажани. Второ и најважно, само едно зборче може да ја смени смислата на една реченица, а тоа зборче во случајов кое северџанските загари ете случајно заборавиле да го цитираате ако. Зборот ако. Значи реченицата на премиерот е јасна како бел ден. Ако Преспанскиот договор беше ремек дело на европската дипломатија, нешто што е да речеме брилјантно и така натаму и така натаму. Значи јасно е како бел ден што сака да каже премиерот. Не дека за него Преспа е ремек дело, туку ако за меѓународната заедница и европската дипломатија овој договор, кој тие нели со години ни го продаваат како ремек дело, зошто тогаш тоа нивно брилјантно дело не се преслика во односите со Бугарија? Зошто одложеното дејство содржано во Преспа да не се употреби за условот над условите, влегување на бугарите во уставот, ама условено да важи со влегување во ЕУ. Но наместо да го подржат овој брилјантен излез од ќорсокакот во кој се наоѓаме, за СДСМовските загари и медиумските слуги, поважно е да се прогласи Мицковски за предавник, наместо да му се даде ветер во грб во одбрана на македонските национални интереси. Само продолжете така, далеку ќе стигнете.